Се менуваат времињата, се менуваат луѓето. Знам дека голем дел од вас сега ќе кажат дека времето исто, само луѓето се менуваат, но како и да е, се менува и однесувањето, а воедно и системот на вредности. Овој пат нема да зборуваме генерално за однесувањето, туку ќе се фокусираме на еден вид однос. Станува збор за односот помеѓу ученик, просветно лице, некогаш и денес. Позади нас се веќе еден месец од новата учебна година, а воедно и 5 октомври, светскиот ден на учителот, повод за денеска во денешната дебата на телевизија Нова да разговарам токму на оваа тема со моите соговорници, гости во студиото на телевизија Нова и ќе ми биде чест да ги представам. Секако станува збор за Марија Минова, која е наставник во Основното училиште Ѓорѓе Апулевски, господинот Стојан Арсич, кој е веќе пензиониран просветен работник, Кристина Башовска, наставник во Основното училиште Лазо Ангеловски и Искра Трпева, професор во средното музичко училиште Илија музички балетски училишен центар Илија Николовски Луи. Велам добре дојде за сите. Благодарам. Јас би почнала од она што е прв и основен фактор за социализација, семејството. Тргнуваме од дом. Колку е битно домашното воспитување и како влие при вклучувањето на учениците во самиот воспитно-образовен процес. Повелете, господја. Да, точно сте го лоцирале прашањето и семејството е силниот фактор кој почнува да го гради воспитниот елемент на детската личност, која продолжува да се доградува низ целиот живот, што значи во градинката, во училиштето, во средното училиште и понатака. Но темелните вредности први чекори ги прави семејството. Во здравото семејство се гради здрава социализирана личност. Ако во училиштето добиете ученик, односно дете во првите денови, кое има основни елементарни социализирани моменти во себе, вие полесно можете да работите и побрзо тоа дете ќе се вклучи во воспитно-образовниот процес. За жал, новото време носи и други проблеми од типот на семејства кои се во дисконтинуитет на здраво живење, семејства со кои се распаѓаат. Економскиот момент исто е фактор за да дојде до изумирање на семејството, затоа што да не забораваме, семејството е најмалата микрозаедница на едно општество. Здраво семејство, здрава држава. Колку помалку здрави семејства, толку повеќе деца со нарушени социјални аспекти, кои се рефлектираат во воспитно-образовниот процес. Морам да ви признам, тукму затоа го сакам Конфуција, затоа што вели здрава личност, здраво семејство, здраво општество. Господин Арсич, повелете, што мислите вие, колку... Па што да кажам, мислам колешката ја го начина проблемот односот ученик семејство. Ние сите знаеме дека три компоненти најмногу учествуваат во формирањето на човековата личност, почнувајќи од генетските предиспозиции, па потоа околината и секако семејството. Но кога станува збор за семејството, во трката за преживување, за жал, детето и родителот одат во расчекор. Тој расчекор на некој начин се рефлектира се до завршувањето на образованието. Доаѓа до оддалечување на она што се нарекува врска која треба да биде нераскинлива, тоа е родителот, детето и наставникот. Тука го потенцирам наставникот, бидејќи се чини дека во последниве години компонентата воспитание ја препуштаме на училиштето, но училиштето секако не ќе може сето тоа само да се избори. Пред се заради тоа што воспитанието доаѓа од неговата вулка, од родителите. А трката, како што реков, во преживување, едноставно не му дава доволно време на родителот за сето тоа да го направи онака квалитетно како што треба. Повелете, Башевска. Како што истакна колегите, семејството е многу важен фактор во однос на
снаоѓањето на учениците во училиштето, односно воспитувањето на секое дете започнува уште од самото раѓање, продолжува во семејството. Семејството е тоа кое што му го дава, кое што ја дава основата на тоа воспитување, а истото продолжува во училиштето. Затоа, мислам дека исцрпно колегите го објаснија овој дел. Не би имала што уште да додадам во однос на ова, освен да ја додадам поддршката и соработката на родителите кои што ќе им ја даваат на учениците за успешен воспитно-образовен процес. Така, Искра, од аспект и на просветен работник и на родител. Што мислиш по ова прашање? Прво ќе зборувам од страна на родител, сепак, затоа што ја зачнуваме и ја почнавме темата за семејството. Сепак, апсолутно, сите сме, алудираме на едно исто, тоа значи здраво семејство, здрава личност. Неба дела е кажано, првите 7 години од животот, ако се промашат, не може ниеден факултет да ги надополни, тоа е семејството. Значи, тие се работи кои што едноставно не можат да ги надополниш во текот на наредното школување. Сега па има една друга работа која што многу често сите знаеме да си ја кажеме за жал, која што е реална и вистинита. Самото темпо на живот во денешно време налага многу други работи на однесување, за жал на родителот. Многу малку можеби родителот има време сега него порано. Работните обврски се многу поинакви, приватно, државно, значи вработувањето, се си носи свое. Так. Сите трчаме по време, сите трчаме по финанси, за да го задоволиме тоа дома што го имаме. Јас секогаш кажувам дека секој родител, ниеден родител, односно, не мисли лошо на своето дете. Апсолутно сака да направи многу повеќе и многу подобро. Меѓутоа, некогаш верувам дека несвесно се греши. Јас многу често знам да кажам на самите родители и на децата кои што се кај мене, затоа што јас предавам индивидуална настава, тоа не е оделенска настава, значи имам тетате час со еден ученик, 45 минути, значи тука се познаваме многу добро, се запознаваме одлично и многу често знам да кажам и они да се олабават и ослободат пред мене за било која тема. И секогаш велам, во ред, јас треба да знам апсолутно, меѓутоа сега кога ќе одиш дома, мама да знае. Предлагам да погледнеме реклами, а веднаш потоа ќе го слушнете и мислењето на дел од граѓаните. Што мислат тие, дали треба да се санкционира лошото поведение на учениците и на кој начин, во каква форма? А во каква форма беа санкциите обично? Со казна да напишеш толку, тоа повеќе не знам. Сега ова денешно време не ми се свија однос учител, ова наставник, ученик. Во наше време имавме голем почит према наставниците, хиерархија, така беше. Сега не знам, немаме школски деца се уште, каков е односот, не знам. Се почитуваше звањето учител, директор. Имаше ли казни за оние што не се однесуваа соодветно? Па, имаше казни, тоа беа лошите ученици, да. Оние вообичаени казни, но ќош, казна на оценка, поведение, тие беа казните. Кога бевме ние ученици тоа време, односот беше многу коректен, многу приступачен, имаше поштување према наставниците, ние учители, тогаш ги викавме учителке. Значи и од наша страна и од нивна страна беше многу коректно. Па видете, тоа време имаше казни, например, имаше право професор, учител да те удри. И тоа вродуваше со плод, тоа удирање. Барем во моето оделение, во мојот клас, додека сум учела во 8 оделение. Удирањето не, али ми се чини негде дека помага. Ми се чини дека помага негде. А додека денеска овој начин на однос меѓу професор и наставник према ученик не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа затоа што професорите ги оправдувам, нема право да му свика, нема право да го скара, пошто има внуци во школа. Затоа знам како е тоа, што се случува и како се случува. Важно беше многу подобро и поубаво. А сега ве прашувам вас, почнуваме еве со господја Минова.
Како според вас треба да се, дали воопшто треба да се санкционира лошото поведение и на кој начин? Со какви мерки, со какви методи? Слушајќи анкетата, веќе ние коментиравме со колегите, казна не смееме да помислиме. Значи, во главите на просветниот работник веќе е избришена таа терминологија. Наставникот ќе биде задоволен и испочитуван, исполнет со себе си, ако е испочитуван. А како со учениците? Како да ги надминуваме проблемите кои се секојдневно ги демнат и учениците и нас? Индивидуалниот пристап, најдобриот модел, колешката пред малце го каже. Кога имаме моменти кога детето отстапува од кодексот во училиштето или општо познатите норми, законски регулативи, наставникот е првиот што треба да прииде кон детето и преку индивидуални разговори да ги вклучи родителите, по потреба и службата и со разговори да се изнајде решение. Казна ни случајно. Значи, тоа репресивно делува самиот збор, а и преку разговорот децата се откриваат и подлабински се разработува проблемот и се решава. И мислам пак ќе се навратам. Дете кое е следено од семејството, следено во вистинска смисла на зборот и наставникот, тоа може да направи некој мал пристап, да речеме, грешка, и таа брзо се коригира. Семејство, дете кое не е следено од семејството и од наставниците, тоа може само да направи поголем проблем. Господин Арсич? Па, што да кажам, 40 години во образование ми дава едно размислување. Живеев и работев во времето кога физичката казна не беше забранета, искрено. Можда во некои земји, за жал, се уште постои кои велиме дека се многу поразвиени од нас. Но од еднаш аспект гледано, мислам дека казната може само негативно да влијае. Искуството ме научило, работејќи со различни категории на ученици, дека наставникот е тој кој треба да го прилагодува приодот кон ученикот. Треба да направи една разлика меѓу немирно дете и хиперактивно дете. Бидејќи сега сме соочени со ученици кои едноставно толку многу доаѓаат со толку многу предзнаења. И ако наставникот не е доволно, да речам, едуциран и подготвен за да одговори на предизвиците на тоа дете, часот му станува досаден и тогаш тоа дете станува немирно. Немирно, а наставникот е немоќен за да тој проблем го реши. Значи, да заклучам, приодот кон секој ученик индивидуално едноставно мора да постои кај секој наставник. Иначе не можеме сите да ги ставиме во кош. Немирно беше цело оделение. Да, меѓутоа треба да видиме зошто се немирни. Треба да го пронајдеме виновникот некогаш и меѓу нас. Повелете Башевска како просветен работник кој припаѓа нели на помладата генерација, дали воопшто се превзимаат казнени мерки кон учениците? Така, значи, после сите овие форми и методи кои што колегите пред малку ги спомена, доколку се уште ученикот продолжува со несоодветно однесување, јас би го споменала правилникот во нашето училиште, значи како ние работиме, имаме интерен акт според кој што постапуваме. Тоа е правилник за укажување на педагошки мерки. Започнуваме со укор, а завршуваме со префрлување на ученикот во друго училиште. Значи, овие педагошки мерки се изрекуваат согласно објективни и норми кои што се го бранат во воспитно-образовниот процес. Значи, и текако функционираат кај учениците. Но пред се, учениците се запознаени со овој правилник, значи, тоа е многу важен момент, така што тие и знаат што понатаму, доколку не го поправат своето однесување, до каде ќе се оди, нели? Откако се користи овој правилник во нашето училиште, можам да кажам дека навистина ситуацијата е на завидно ниво.
Значи, учениците многу попристојно се однесуваат, односно, оние ситуации кои што колегите пред малку ги спомена, може би многу ретко можат да се сретнат, бидејќи секако, значи, тие веќе знаат дека нивните родители, откако ќе бидат запознаени на тие индивидуални разговори со наставниците, најпред со оделенските наставници, потоа со педагошко-психолошката служба во училиштето, дека на следните состаноци, ако се изречат педагошките мерки, веќе ќе дојде до загрозување на креирањето на личноста на ученикот. Нели? Секој ученик во воспитно-образовниот процес ја креира својата личност во понатамошниот живот. Доколку дојде до изрекување на вакви педагошки мерки, тогаш ќе отиде во друг правец, нели? Развојот на личноста ќе отиде во погрешна насока. Така. Искра, сметате ли дека треба да постојат санкции и во каква форма? Мора да има, значи, прво мора да стартува зборот почит. Значи, ако немаш почит, тоа е веќе повлекува, значи, семејството, на основното што го зборувавме пред малку. Почита, ако ја немаш како ученик према професор, еве, јас малку ќе се обградам од дискусиите на колегите, дефинитивно ги поддржувам, меѓутоа ќе зборувам малце од приватен аспект. Зашто? Затоа што, повторно ќе повторам, мојата работа е индивидуална настава со ученик, не е оделенска, многу голема разлика има. Многу голема разлика има колегите со 30 деца и јас со едно дете. Драстична разлика. Значи, апсолутно мора да се направи еден линк, еден почит. Колегата што спомна дека навистина професорот, учителот, наставникот, како и да е, мора да се избори за тој збор почит. Дека прво потекнува навистина од самата личност на самиот наставник. Значи, колку е спремен да се носи со сето тоа. Тоа се сепак, јас пример, значи, мојата работа е во средно музичко и секогаш кажувам кога доаѓаат кај мене во класа, говорам од прва средно. Секогаш им кажувам дека они веќе не се деца, они се личности. Они мора веќе цел товар што го носат, значи да одлучуваат самите. Едноставно дури да сгрешат. Значи, ако не сгреши, нема да научи што треба да направи. Меѓутоа, кај мене часовите се многу флексибилни. Меѓутоа се знае линијата до каде може да се оди. Јас предавам оперско пеење. Значи, пеење. Ако не сакаш, ако не ти пее душата и срцето, не може да ти излезе од грла. Значи, секогаш им кажувам на децата, не злато, ако случајно, малце ние сме специфични. Зошто? Знаат да се нашлат и колегите. Вика, вие пејачите сте многу специфични. Секогаш одговарам на тоа со насмевка. Да, генерално за уметниците важи. Не се може. Малку да се нашалиме. Како и да е, зашто го говорам тоа? Затоа што сепак им кажувам на учениците, не можам јас сега да те натерам со сила дека ти мораш да пееш. Не. Јас сакам ти да сакаш да пееш. Значи, тогаш сум тука да застанам посреди тебе и да ти го покажам патот. Да. И да ти покажам и да ти кажам како треба да се движи. Иако налетуваме, да бидеме реални, еве сега се свртаме према колегите, се спомнаа родителите. Да бидеме реални, дека налетуваме навистина на родители кои што немаат разбирање према професорот. Заштитувајќи и застанувајќи од страната само и исклучиво на своето дете. Меѓутоа не треба да заборават дека ние постоиме за да ги научиме. Они се нашиот фидбек, они се нашето огледало. Не можеме лошо да им мислиме. Така да налетуваме на се, сите сме различни луѓе, меѓутоа себе се изборуваме да ни се слушне гласот. Така. Сакам да додадам. Повелете. Добро. И двајцата бидејќи отвараме една дискусија. Знаете што е проблемот? Искуството ме научило дека наставникот е диригентот кој раководи со оркестрот. Често пати ми се случувало, се случува кај сите наставници, самиот наставен час да предизвика монотонија кај ученикот. Тогаш настануваат големите проблеми. Проблеми на умешноста на наставникот да се снајде токму во таа состојба. По некоја случајност напишав еден учебник за настава во природа, па
го применував на еден многу специфичен начин. Кога ќе почувствував дека учениците часот им станува монотон, да не речем досаден, тогаш преминував на игра за време на часот. Игра за време на часот, што значи 5 до 7 минути, 5 до 7 минути, едноставно дури и некој пат и 10 минути, ги анимирав децата низ игра. Едноставно таа вишок енергија што во даден момент се создаде, ја абсорбирав и потоа продолжувавме со часот. Меѓутоа, пак велам, тоа е голема умешност на наставникот да почувствува дека е време да не им биде досаден учениците. Така, повелете? Само да надополнам. Кога зборуваме за повратната информација од усвоените наставни содржини, тука добиваме оцена. Не ги мешаме воспитниот дел со оцената. Тоа е радикален ресима. Не смеа да бидат испреплетени тие работи. Но тоа што го спомна колешката за правилниците за казнување. Кога размислуваме дали треба да добие укор ученикот, пак се враќам на семејството. Ние имаме ученици кои доаѓаат во училиште и кршат стол. Рипа на клупа и ја крши клупата. Опоменуваме, значи немој, не чини, ке падне, ке се повреди од сите тие причини. И она што кажа колешката Трпева, немаме разбирање од страна на родителите. Значи, Министерството може со шлепери да носи клупи и столчиња. Ако ние така лесно си ги гледаме скршените клупи и не го пронајдеме тој што го направил тоа, или превземеме нешто за да се спречи таа ситуација, ние треба да работиме само за клупи и столчиња. Тогаш го земаме овој документ, правилник кој е поминат низ сите органи на управување во училиштето, каде што се вклучени и ученици и родители. И тогаш се превземаат овие казнени одредби. Значи, кога веќе немате друг модел, сите се употребени и одите на овој документ. Професор Кебашовска, колку се подготвени родителите да ги менуваат своите деца во позитивна насока? Колку прифаќаат сугестии, едноставно колку знаат да излезат во пресред и да соработуваат со вас во она битка да имаме што поквалитетни деца, нели? Так, јас тука ќе го споменам триаголникот кој што кај сите нас е многу важен. Тоа е триаголникот ученик, наставник, родител. Поддршката од родителите во воспитно-образовниот процес е исто така важна како и улогата на семејството. Всушност тоа е семејството, нели, како фактор во воспитувањето на учениците. И сега постојат повеќе форми преку кои што родителите може да соработуваат со нас. Една од нив е комуникацијата, наставник-родител. Сите ние ја имаме таа комуникација. Редовно известување на родителите од страна на наставниците за односот на ученикот кон работата. Понатаму, колку родителите го познаваат воспитно-образовниот процес. Значи, во училиштата почнува, еве и кај нас се организираат работилници во кои што родителите малку подобро ќе го запознаат воспитно-образовниот процес, бидејќи знаеме со каква динамика на живење сме сите, така што и се помалку време поминуваме со своите деца, па затоа училиштата се тие преку кои родителите можат да добијат дополнителна информација за воспитно-образовниот процес, понатаму родителство. Секој родител ја знае улогата родителство, значи нема потреба од дообразување за тоа. Меѓутоа, добро би било доколку секој родител би го запознал и детално детскиот развој. Како што кажа колешката Трпева, значи во првите 7 години се формира личноста на човекот. Првите 7 години се најважните години во животот на детето, значи како за здравјето, така и за воспитанието и образованието. Доколку во овој период родителите му помогнат на своето дете заедно со наставниците, тогаш детето ќе биде на вистинскиот пат, нели?
Детето мора да се насочува. Детето не може само да одлучи во помала возраст кога е, не може само да одлучи што понатаму, нели? Тука е на прво место родителот, а потоа наставникот и секако околината која што е неизоставен дел, нели, во сиот тој процес. Знаеме дека околината многу делува врз воспитанието на учениците, бидејќи често знаат тие и да го учениците да бидат поведени од околината и на тој начин да го отфрлат она сознание кое што го имаат од родителот или пак од наставникот. И групата врсници и мас-медиумите како фактори на социализација. Понатаму, родителите, волонтерството кај родителите, улогата како волонтери во училиштата. Организираме во училиштата средби со родителите на кои што тие може да не запознаат со професиите кои што ги работат и на тој начин да им укажат на учениците колку нивните родители се важен дел од тој воспитно-образовен процес, како и да им помогнат на наставниците во совладување на некои наставни содржини кои што се блиски на родителите, а сепак наставниците нели се недоволно запознаени со тој дел. Учење по дома, нели поврзување на родител училиште, поврзување на домашните задачи со училишните задачи и многу други на форми на работа преку кои што родителите би соработувале со училиштето, односно со наставниците. Искра, како што споменавте, ви одржувате индивидуални часови, тоа ви овозможува подобро да се запознаете со вашите ученици. Колку при тоа, при соработката со родителите, па и кон самите ученици, сте искрени и знаете да им кажете доколку го детектирате нивниот талент го има или го нема? Мораме секогаш да бидеме искрени. Значи, исклучиво кога станува збор за уметност. Па и не мора да е уметност, било кој вид на професија. Јас секогаш кажувам една реченица, почитуваја сечија професија и човекот што работи на пазар, праша му ги ногите како му се. Значи, било која професија, значи, ниедна професија не е лесна, секоја професија се носи своја тежина и на некој свој начин сето тоа го рефлектира. Родителот, јас сум направила еден малку поинаков, послободен линк со родителите. Зошто го велам ова? Они знаат дека можат да дојдат буквално на секој час на своето дете и ќе бидат примени кај нас во училница. Тоа немаме ни училници огромни, тоа е едно сопче, за жал, условите ни се катастрофа. Меѓутоа, се трудиме на вистина да... Зашто го велам ова катастрофа? Затоа што работам со оперски вокали. Сепак тоа се... Иако се, така кажано, деца, уште се средношколци, јас не милувам многу да го кажам зборот деца, затоа што се сепак средношколци, тоа не се основци, сепак. И работиме на 2 чекора до мене. Сопчето ни е многу мало, затоа велам условите ни се лоши, меѓутоа, ајде, ќе видиме дали може да се направи нешто, еден чекор малку поинаков и родителот значи може да дојде да присуствува на таа настава на своето дете. Секогаш биле отворени вратите, секогаш и ќе бидат отворени и секогаш сум говорела истото. Значи родителот мора да биде присутен во образованието на своето дете. Мора да ги знае работите, да го има оној контакт со наставникот. Едноставно, зашто го велам тоа? Затоа што многу често знаеме да јас имам дете. Значи, од секоја гледна точка, значи, ја префрлам топката и како родител и како наставник. Некогаш детето знае да биде едно дома, а друго училиште. И многу често знае да не се случи куршлус во смисла на родителот да дојде да каже кој моето дете? Не. Значи, кога родителот настапува така, со таа реченица, кој моето дете не, значи, малку е потежок контактот со родителот. Не да докажеш дека неговото дете е лошо, напротив, дека нешто се случило и дека може да се исправи. Затоа сме сите тука, затоа постоиме ние, таа педагошко-психолошка служба која што ги има секаде, затоа одиме и на разговор заедно со ученикот, доколку има потреба на вистина.
Меѓутоа, да бидам реална, имам и родители кои што се пар екселанс, јас често знам да го кажам тоа, значи соработката ми е многу окей, на многу добро ниво, наставничке, вие како што ќе кажете, така мора да биде. Али апсолутно Сакам тоа да е. додадам, Да, бидејќи повелете. колешката зборуваше за идеално училиште, но за жал мора да погледнаме и втората страна. Работам 35 години во училиште каде што буквално и родителите и децата преживуваат. Така да, за да го викнеш ти родителот да дојде да разговара со него е многу тешко. Бидејќи родителот едноставно се бори да донесе едно парче леб за да преживее семејството. Тогаш, во таков случај, комуникацијата за сето она што го зборуваше колешката е излишна. И детето, за жал, е препуштено на улицата, а улицата знаеме дека секогаш не може да даде највисоко воспитание. И тука е нашиот голем проблем. За жал, мора да бидеме и свесни дека не е се идеално, дека комуникацијата меѓу наставник и родител е прилично тешка во едни вакви средини каде што едноставно животот на луѓето е премногу тешок. Почитувани, предлагам да ја проследиме и следната анкета, каде овој пат учениците одговараат на прашањето дали треба да постојат санкции, дали се санкционирани воопшто за лошо поведение и на каков начин, какви методи треба да се применуваат. Да ја слушнеме анкетата. Знаат ли наставниците да ве казнуваат и какви се најчесто казните? Па они не казнуваат, например, ако не знаеме некоја задача, они внимателно и тивко, со разбирање ни даваат, ни го покажуваат правиот пат на решавање на таа задача. Па да, понекогаш знаат да казнуваат по потреба ако сме немирни и најчесто казните се тоа што ни даваат повеќе домашна или по потреба ги викаат родителите. Тие не казнуваат многу често, освен ако не сме мирни, тогаш знаат да ни дадат повеќе за учење, некои испрашување и така, не се толку строги наставниците. Па тие знаат да не казнуваат кога сме немирни и не казнуваат со давање повеќе домашни и не учат како да бидеме мирни. Тие нас не казнуваат, ако изгрешиме за нешто не поправаат, не подочуваат, за следен пат да не изгрешиме. Па наставниците не казнуваат, зависи секогаш кога сме немирни, кога сме непослушни, кога не ги почитуваме. Најчесто тие казни се тоа што ни дават повеќе за учење, нејавени тестови или наставни ливчиња, но сепак тоа е за наше добро, за да сватиме дека сме погрешиле. Станувате ли да ги поздравите наставниците кога ќе дојдат на првиот час? Да, тие кога ќе влезат на првиот час, ние стануваме и ги поздравуваме. Да ги поздравувам. Тивко е се, и ние ќе станеме, ќе кажеме добар ден, и они ќе седнат и така. На почетокот на часот стануваме и ги поздравуваме. Да, секој час кога ќе влезе наставникот, мора да биде тишина во училницата, стануваме, го поздравуваме и така започнува часот. Да, секогаш кога започнува првиот час, ние тивко стануваме и ги поздравуваме со почит, затоа што така започнува првиот час. Ги имате за пријатели на Facebook? Па некои од нив ги имаме. Па некои, но не сите. Па некои да, некои не. Знаете, може би да им пишете некогаш? Ако има потреба, да. Имаме заедничка група со одделението и таму пишуваме, например, домашна што имаме или такви некои работи. Епа ги имам јас некои пријатели за Facebook, ама исто така имам една заедничка група каде што нашата класна става разни известувања, например за родителски средби и за такви работи. Ги имаме некои пријатели, но не сите. Имаме Facebook група каде што пишуваме за родителски средби, посета на некои места кои се во наставната единица, доколку не знаеме нешто што имаме за домашно и така. Па да, ама не сите. Исто така имаме ние и Facebook група каде што пишуваме, зависи ако немаме, например, не знаеме кој што имаме домашна, тама наставниците не небуваат кога имаме родителска или посета на некои места и слично. Што може да предизвика несанкционирањето? Повелете, професор Арсич. Што може да предизвика? Последиците се за жал долготрајни. Во секој случај зависи од самиот родител. Арогантноста на одредени родители кои се финансиски моćни
за да ги платат сите во наводници штети и проблеми на неговото дете, едноставно кај другите деца предизвикува не знам со кој збор да го искористам, револт заради тоа што знаа дека тоа дете е моќно и може да направи што сака и да не биде санкционирано. Кај таквите деца и кај таквите родители е буквално немоćно педагошката служба и со таков родител, а за жал има и такви случаи, едноставно не може да се разговара. И тука се тие големи проблеми кои како вирус се шират од едно на друго дете. И едноставно наставникот станува човек кој не може да го реши проблем. Не само наставникот, него целокупното училиште. Така. Професор Кеминова, вашето мислење по ова прашање? Моето мислење е дека несанкционирањето ги продлабочува проблемите. Иако ние како наставници од претходното излагање сме ставени во некоја клешта како да постапиме. Значи, бираме најразлични методологии за да убедиме дете, а уште потешко родител, дека со детето се случува нешто. Затоа што од самото влегување во училиште, затоа што тоа се смета дека е удостоен наставникот, бидејќи дошол родителот на повик, родителот не прифаќа, едноставно негира секаква промена кај сопственото дете, тој не ја гледа. Диоптријата негова е розева. За жал, колку подоцна го свати тоа родителот, толку проблемот е подлабок. Зошто? Мислам дека тука има и рефлексија, причинско-последични врски, демократија. Овој правилник е донесен врз основа на демократски принципи. Родителите се во сите структури во образовниот систем. Но кога имате проблем со дете, родителот е себичен, така би кажал јас. Не е објективен, не е реален. За разлика од тоа што они се биолошки родители, ние сме стекнати родители. Јас многу ги сакам моите ученици, јас сум горда на нив. И не сакам од ниеден да се случи нешто негативно. Значи, мене ми е тешко колега да ми каже твојот ученик тоа направил. Ама реагира. Не биолошки, ама сум родител. Ако сме биолошки, гледаме розево, не го гледаме проблемот кај детето, не му помагаме и така детето се влегува во лавиринтот на проблеми. Односно, знаете, денеска што е предмет на негативно влијание на младата популација, која е столб на општеството. Значи, потрезвено гледање. Ниеден наставник нема за право, ниту има цел да укаже нешто што не е така. Немам причина. Јас сум горда на моите ученици и сите колеги, и млади, и возрастни, ние се гордееме со нив. Јас сум горда кога ќе кажам, мојот ученик во минатата година матурант беше најдобра матура мој ученик. Јас се гордеам. Значи, треба да сватат родителите дека ние ги са учениците. Не случајно сме седнати таму. Само малце нека ни веруваат и нека бидат искрени кон нас. Нека ги изнесат проблемите. Онаму докаде сметаат да ги решаваме заеднички проблемите. Што може да предизвика несанкционирањето? Повелете. Несанкционирањето може да предизвика буквално безредие. Хаос, да. Како што споменав и во претходното излагање, значи во искривување на креирање на личноста на ученикот. Неговото однесување ќе се движи во погрешна насока. Меѓутоа, многу е важно да се укаже на ученикот, затоа што некој ученик и не знае дека не соодветно се однесува. Значи, имаме и такви ученици кои што не се свесни за своето однесување. После укажувањето се превзимаат сите тие санкции. И сега има и друг проблем кој што може да произлезе од несанкционирањето, а тоа е домино ефектот. Значи, однесувањето, односно, несоодветното однесување на еден ученик да се префрли врз друг ученик. И тоа многу често се случува во паралелките. Затоа што едниот гледа од другиот, правејќи се важен ученикот со несоодветно однесување, овој другиот смета дека тоа е правилно, го повторува и веќе топката се префрлува и на
другите ученици. Искра, вас би ве прашала дали, нормално од вашето досегашно искуство, има преамбициозни родители кои по секоја цена сакаат нивното дете да биде соло пејач? Да, се случува. На се сум налетала, навистина е така. Меѓутоа, кај нас се случува па и нешто друго. Секоја година ние имаме надпревари. Значи имаме државни надпревари, имаме меѓународни надпревари каде што ги носиме децата. Значи ги носиме, буквално патуваме со нив. Многу често знаеме да сме во Србија, значи тој линк е некако, па дури таму сме и во комисии и така натаму. Соработката е на ниво, буквално. Тогаш кога на детето, не на родителот, детето треба да свати. Родителот не учи, детето учи. На родителот не можеш убаво да му објасниш. Ако не сака да свати, ба диела му зборуваш. Тоа е факт. Меѓутоа, детето кога ќе го однесеш на тие надпревари, поготово тие што се меѓународни, и да види со кого има работа. Значи, да слушне вокали вакви, да слушне онакви, да види каде му е местото. Не за да го навредиш и повредиш истото, апсолутно, него да му помогнеш во животот да се пронајде. Значи да му отвориш пат, затоа што сите нас не бива за пеење, сите нас не бива да бидеме доктори, фудбалери или било што. Секогаш сум говорила една работа. Може да те бива за неколку работи во исто време, меѓутоа најдобар си во едно. Најдобар си во едно. И придржувај се кон тоа едното највеќе, за да бидеш уште поуспешен. Соработката со таков вид на родители, само мислам дека на овој начин може убаво да се објасни, затоа што покасно самото дете дома го пренесува тоа. Мамо или тато, јас не можам, јас не сакам. Так. И често се случува родителот после кога ќе дојде на разговорот да рече што да правиме. Сега што да правиме. Тогаш ми е многу мило кога ќе се праша, затоа што колешката рече тука сме за да помогнеме, не да одмогнеме, не да се ставиме над нив, затоа што утре кога ќе завршат на нивната диплома пишува кај мене, поготово кога ги земаат дипломите по надпреварите, пишува кој е професорот. Так. Значи, они се мојата лика, јас се гордеам со нив, затоа Факултетот за музичка уметност и средното сме во една зграда, едни скали не делат. И многу често, кога ќе завршат, говорам за мојата класа, кога ќе завршат, знаат често да дојдат, професорке, добри сте, имате време за кафе и така натаму. Мислам да си оставил простори, тоа е едноставно работиме за нив. Секогаш јас, затоа што сите ние сме со деца, секогаш гледаш и секогаш говорам едно нешто. Дај Боже, моето дете да налета на човек како што, ме ги пратил Господ моите ученици. Значи, колку можам да се потрудам, не мора исто, нека биде пола, ќе бидам навистина задоволна, затоа што некој се потрудил моето дете да го усмери кон правиот пат. Так. Од анкетата пред малку имавме можност да слушнеме у нас со повозрастните дека некогаш имала навистина стравопочит. Имаше ли, професор Арсич, кога вие бевте професор стравопочит? Ти кажам веднаш, бидејќи работев во рурални средини, каде што, мислам, тоа е едноставно попот и даскалот беа најценетите луѓе во селото. Почита постоеше. Таа почит можеше да се стекне не само во контактот меѓу ученикот и детето. Кога се работи во една таква селска средина, ти можеш да бидеш многу близок и со родителите. Тој однос се случувало, ја, например, постојано да бидам во некоја куќа, тие да доаѓаат во училиштето. Таа блискост на некој начин доведуваше до тоа да се почитуваме едни со други. Бидејќи често пати на шега велам, бидејќи работев еден период во едно училиште каде што живееа македонци со исламска вероисповест, толку бев близок со учениците и со родителите, ќе се насмеам, уште само црква што не изгради во селото. Така да тој однос, заеднички го градевме патот. Едноставно таа близкост беше постојана. И тој однос на родител
кон наставникот и ученикот кон наставникот беше на вистина на многу високо ниво. И денеска тие мои ученици после толку многу години кои ќе сретнам имаат едно големо почитување и велат дека сегашниве генерации за жал се отуѓуваат од она што се нарекува врска меѓу родителот, наставникот и ученикот. Какво е вашето искуство, професор Кеминова? Има нијанси. Не дека ние не сме почитувани, но она што беше во минатото, наназад, не. Од учениците јас сум презадоволна. И сега јас имам ученици кои вистина ме почитуваат. Проблемите настануваат кога ќе почнете да пишувате, јас велам, цифри или оцени. И тогаш кога ќе го оцените детето, на кое сте му се посветиле со месеци и години, и никако да се разбере ни пораката дека треба да се седне да се научи за да се добие оцена посакувана, тогаш веќе се случуваат проблемите. Затоа што знаете, имаме описно, во описното кажувате, но никаква негација. Сакам, кажам, не знам, речам, излегува на крајот. Читателот не знае што е кажано. Но кога веќе ставате оцена, тука веќе имате проблеми. Рефлексијата на родителите во семејството, односно комфортните разговори, допираат душите на учениците и детето сваќа дека ве осудува зашто сте му пишале пониска оцена. Но го надминуваме тоа. На часот секој е испрешен, на секој му е кажано што е добро, што е лошо и самите ученици на крајот се само оценуваат. И кога ќе видите дека ученикот е самокритичен, вие сте завршиле мисијата. Се враќа доверба, се враќа почита. Значи, тој момент е многу битен во интеракцијата ученик, наставник, родител. Особено со учениците. Тие се најбитната карика да ви веруваат. Јас живеам за нив, искрено кажано, а спонтано ќе сватат родителите. Работа на време. Професор Кебашовска, вие не можете да споредите, например, од пред 20 и 30 години како се однесувале нели учениците, но затоа може да ни кажете сега дали имаат стравопочит кон своите наставници. Значи, стравопочит. Јас и не знам, убаво кажавте, и не знам што значи тој збор стравопочит, бидејќи ние имаме еден, можеби малку поинаков однос со учениците, пријателски однос. Не знам дали е тоа пријателски однос или пак се работи едноставно за добродушен однос. Односно, ние во училница наставниците менаџираме, нели, имаме менеджмент во училница. Многу е важно како ќе изменаџираме во училница. Така ќе не почитуваат учениците. Дали не почитуваат, ќе дознаеме од усвоеноста на материјалот. Во претходните излагања колешката Минова го спомена тој момент дека доколку учениците го совладаат материјалот кој што ние го предаваме, тогаш гледаме дека тие не почитувале всушност. Постигнувањето на позитивните резултати во однос на совладувањето на наставните содржини ни укажува дека тие всушност не почитувале за време на наставата и во наставните активности. Значи, резултатот е тоа што ни кажува на кое ниво е почита на учениците кон нас. Доколку тие се позитивни, значи почита е тука. Не смееме. Иако, јас се извинувам, сите ние нели функционираме и работиме според претходно утврдени процедури и правила. Да не ги изоставиме, значи тие се важен момент за одона менаџирање во училница. Меѓутоа сепак ќе го издвојам моментот на крајниот резултат. Нели, постигнувањата на учениците се дело на наставникот. Мислам дека и колегите ќе се сложат со истото. И пред малку Искра Трпева истото го спомена, дека нели потписот долу на наставникот на свидетелството стои, значи тоа е дело на наставникот. Секако во соработка со родителот и добрата волја на ученикот.
Искра, бидејќи сте јавна личност, имате ли чувство дека учениците кои ви доаѓаат во училница веќе имаат изградено некакво мислење за вас? Тоа е секоја нова генерација, исто да се случува, да. Да. Меѓутоа, го минуваат многу брзо. Го минуваат многу брзо, реално и вистинито. Искра е поразлично од она што знаеме од екраните? Да. И морам да бидам поразлична. Треба да бидам поразлична. Да. Сега ќе размислам и секогаш сум размислувала од страна на родителот. Дали родителот ќе дозволи дете да дојде кај мене ако јас не сум како што треба во било која смисла на зборот на естрада. Значи во смисла на однесување, во смисла на говор, во смисла на многу работи, сега да не танчиме многу. Значи сега тоа секогаш тргам како родител, секогаш. И секогаш сум размислувала така. И да бидам реална, во естрадата сум имала голема кучница поради тоа, затоа што сум сепак првично професор. Да. Значи, примарната работа ми е наставник. Примарната работа. Секундарната ми е она што ме познаваат, значи што ме препознаваат. И секогаш кога генерациите први кои што доаѓаат, нормално она што го гледале, што го знаат и така натаму. И кога едноставно затоа што не ми имаат слушнато во тој оперски дел кој што навистина го имаат многу малку слушнато и ме познаваат како така, едноставно занемуваат. Буквално, кога ќе почне првиот час и кога мораш, значи на самиот час, кај мене е повеќе пракса него теорија. Теоријата иде уз праксата. Мораш да покажеш, мораш да испееш, мораш да кажеш како, мораш дишењето да го совладаш со вокалот. Значи, некои работи кои што, ето, они доаѓаат за да ги научат. И ти мораш да им ги покажеш. Ако не им ги покажеш, они не можат да го научат тоа. Едно е да кажеш, а друго е да покажеш. И кога веќе го покажувам тоа, тогаш веќе има буквално зборот збунка. И сега не знаат како. И јас тука почнувам малце да ги олабавам, ќе се насмеам. Или ќе се нашалам со нешто, како и да, и дека тоа што ме гледаат вамо е едно, а ова е сосема нешто друго. Тука сум за нив. А вамо е сосема нешто трето. Просветно лице, авторитет или пријател е следното прашање на кое одговараат дел од анкетираните. Да ја проследиме анкетата. Треба да не бидеш толку близок пријател како со другарчињата од одделение, но треба да бидеш така, да имаш почит кон наставникот и да бидеш пријател. Па, треба да се биде пријател со наставникот. И треба да се почитува се. Да. Па, треба да се почитува наставникот, што е многу важно, затоа што он сепак не образува и не учи како да постапуваме и правилни работи. Па мислам дека треба да се гледа на него како авторитет, бидејќи сепак треба да го почитуваме, бидејќи тој ни дава знаење. Треба да се гледа на наставникот како авторитет, затоа што сепак тој е постар, не подучува, но и треба да се биде и пријател, затоа што не се толку строги наставниците, тие само ни посакуваат добро и сакаат да научиме што повеќе и да знаеме. Треба да се биде пријател со наставниците, поради тоа што тие се постари, секако не смееме да се однесуваме со наставниците како и со нашите другарчиња, а тоа што тие се постари, треба да ги почитуваме, исто така наставниците треба да ги поздравуваме и да ги сметаме како пријатели, затоа што сепак тие не се строги. Дали треба наставниците, воопшто просветните работници, да се поставуваат како пријатели со учениците или како авторитети? Мислам авторитетно. Подобро би било за напредување на учениците, вака лично моje мислење тоа. Јас мислам авторитативно, треба да се знае кој е учител, а кој е ученик. Јас така мислам. Па да, јас мислам дека треба авторитетот на наставникот и на учителот, наставникот, дека треба да постои и треба и самите родители да делуваат на своите деца да ги почитуваат наставниците на настава. Ја ми се чини како пријатели со учениците. И едното и другото, али повеќето како пријатели со учениците.
Ги слушнавме одговорите од анкетираните, да ги проследиме и рекламите, а веднаш потоа продолжуваме со следното прашање со гостите во студио. Дали треба просветните работници да се однесуваат со своите ученици како пријатели или авторитети? Професор Арсич, неофицијално додека слушавме анкетата, споминавте дека наставник се раѓа, не се создава. Што сметате вие? Треба ли да се однесуваат наставниците како пријатели или авторитети? Токму така. Јас ќе повторам една реченица која пред малку дискутиравме. Често пати се прашуваме зошто родителите прашуваат во прво оделение која ќе биде учителка, кој ќе биде класен во пето оделение и што станува авторитетот на наставник, како се стекнува. Ќе ви кажам една моја секвенца од мојата долга практика. Доаѓам во училиштето и влегувам во училница каде што 24 деца се одлични. Меѓутоа, она што велам една хиперенергија во нив, воопшто не ме забележуваат. 20 минути, јас само седам во училницата, не зборам ништо. Не зборувам ништо и после 25-та минута само кажав една реченица. А 8 оделение беа, само крила треба да ви пораснат за да го преминете оделението по мојот предмет. И си излегов. Веќе следниот ден јас немав ама баш никаков проблем. Потоа ги среќава генерации учениците исти. Знаеш што ми рекоа? Ми рекоа наставниче, само со една реченица успеавте да го наметнете вашиот авторитет. И толку беше. После тоа се пренесува, знаете, се пренесува од ученик на ученик, од генерација генерација и авторитетивниот наставник си е авторитет до крајот на учење. Така, професор Киминова, што сметате вие? Јас мислам дека би ја испреплела таа комбинација од пријател и авторитет. Мислам дека е за да постигнете резултати во воспитно-образовниот процес со години во континуитет, вие морате тие ресурси, да ги кажам, да ги имате. И да бидете првен пријател, затоа што еве јас работам со популација, социјална категорија на деца од 6 години, 5 години и 11 месеци. Тоа се приемали деца, со нив првин треба да другарува човек, да се спријатели и полека преку капацитетот на усвоени знаења на наставникот, вештини, умења, тој станува спонтано авторитет. И потребно е да биде авторитет. Да бидеме јасни. Бидејќи работам, секако верувам дека тоа го прават и колегите во прва година средно, во 6-то. Првите чекори контактот со учениците е пријателски, но полека спонтано се преминува во авторитативност и потребна е. Затоа што сепак е тој базата која излага и учениците усвојуваат. А и да признам искрено, јас ги меморирам авторитетните професори кои ме школувале. И базата на моите знаења произлегуваат од можеби строг збор, лош збор, обично се кажува за наставникот. Луѓето кои знаеа да пренесат знаење. Беа принципиелни, повисоки вредности и внесуваа во донесување на оцена, но сепак тие останаа врежани во нашите глави. Меѓутоа, принципиелноста не значи строгост. Да не ги мешаме работите. Така, во ред ли е, еве, денешниве деца, ученици, тоест да бидат пријатели на Facebook со своите наставници, па да следат различни нивни фотографии, повелете? Социјалните мрежи се приватност, нели? Сите ние функционираме на социјалните мрежи, меѓутоа тоа е приватниот живот на наставникот. Не го одобрувам тоа. Значи, учениците не треба да бидат пријатели со наставниците на Facebook, не затоа што тие ќе споделуваат секакви фотографии, можеби тие ќе ги следат, туку едноставно тој пријателски однос кој што секако мора да го има помеѓу наставникот и ученикот, треба да има и некоја граница. Нели? Сите ние просветни работници, јавни личности, покрај тоа што нашата функција е да работиме со
со популација од помала или поголема возраст, значи на дечиња од 6 па се до 18 години, или пак на факултетите сите имаме и приватен живот во кој што учениците и нивните родители не мораат да навлегуваат. Тешко ли е да се воспостави авторитет кај денешните деца? Тешко е да се воспостави авторитет. Значи, ова прашање јас авторитет. Јас сум сепак наставник од помладата генерација, кој што авторитет секако мора да го има во училница, нели? Како ние, како што пред малку во претходното излагање споменав за менаџирањето во училница. Значи, јас, за да зададам задача учениците да ја реализираат таа задача, треба да имам авторитет во училницата, нели? Значи, не да го наметнам својот авторитет, меѓутоа, почита, меѓусебната почит, взаимното почитување меѓу наставникот и ученикот се гледа тука. Би додал само на ова. Да. Знаете, кога станува збор за авторитетот, авторитетот наставникот го стекнува со својата големина. Велам со својата големина, зошто? Кога ученикот ќе постави прашање, а наставникот одговори, ќе ти одговорам наредниот час, неговиот авторитет е опаднат веќе. Така да, тој авторитет се гради и секогаш ученикот, односно наставникот, треба да биде тој кој ќе може да одговори на прашањата. Или бар 100 прашања во 90 да одговори во истиот момент. И тука се стекнува најголемиот авторитет кај наставникот. И точно е, не само да се задржи, авторитетот го стекнува со тоа што излегува надвор од рамките на учебникот. Учебникот е само рамка. У авторитетот наставникот го гради со својата големина, со својот видокруг на знаење. И тоа учениците го чувствуваат и дури тогаш ќе речат, овој наставник ми зборуваше за вонземски цивилизации, као што често го зборував, и тогаш сваќаат они дека треба да се почитува овој наставник. Бидејќи прават одма компарација меѓу нас самите. Така, и пред да заокружиме оваа дебата, јас би ја прашала и Искра што мисли по ова прашање, дали треба наставниците и учениците да бидат пријатели на Facebook и при тоа учениците да имаат пристап до различни фотографии на наставниците. Како што имавме можност да видиме. Видете вака, јас сега ќе одговорам и не се сложувам буквално со колегите. Ова е ново време на живење. Значи, кога говорам исклучиво за Facebook. Значи, професорот, наставникот мора да внимава како вака, така и онака, така и овака. Мислам, без разлика каде се наоѓаш. Значи, буквално почита и респектот кој што треба да го има, значи, ученикот према наставникот, мора да постои. Тука Фејсбукот како Фејсбук, мене ми се случило на Фејсбук кога беше земјотресот, еве пример еден обичен ќе споменам. Значи, ученичка не можела да ме добие која што заврши кај мене, која што е веќе на академија, да ме добие на телефон и на Фејсбук ми пишува професорке, дали сте добри? Дали е се во ред? Значи, не сум за тоа, сепак мислам дека Фејсбукот е веќе начин на комуникација. Многу ретко ги користиме телефоните, порано постоеле писма. Се прекинаа писмата, се случија нешто друго. Сега е Фејсбукот тој кој што се па било, меѓутоа денеска романтиката како збор изгледа се заборави, за жал, меѓутоа е така. Ајде да ги пратиме стапките на времето кое што навистина современо за многу работи, со внимание и со извичник за многу работи. Не значи ако е френд, ученикот со мене, дека јас постирам не знам што. Не, напротив, јас мислам дека треба да биде френд со мене, за да види професорот и приватно малку поинаку да го запознае. Не знам како, приватно, не интимно. Тоа се две различни работи. Почитувани, ви благодарам што прифативте пред се и што бевте дел од дебатата на тема односот ученик просветно лице. Некогаш и денес ми беше искрено чест и задоволство. Благодариме за поканата.